Еве како да напишете квалитетна апликација за добивање стипендија или пракса. Во нашите стар видеа веќе зборувавме зошто стажирањето или студирањето во странство барем еден семестар е еден од најдобрите потези ако сакате да го забрзате вашиот кариерен пат. Но студирањето во странство може да биде скапо, затоа постојат милиони стипендии што можат да го покријат. Истото важи и за пракси или специјална обука. Во сите овие случаи особено треба да потполните апликација и затоа ви покажуваме како да ја направите вашата апликација победничка. За почеток да откриеме што всушност е апликација и од што најчесто се состои. За почеток да видиме од што се состои апликацијата. Потполнет формулар, онлайн или на хартија. CV, копија од пасош или лична карта, диплома од средно училиште или факултет, потврда за упис ако веќе студираш, мотивациско писмо, препораки, можеби доказ за јазик, можеби есеј или план за студирање, доказ за приходи ако е социјална стипендија, потврди за воннаставни активности, волонтирање, награди, здруженија. Во ред еве ги клучните чекори за тоа како да подготвите квалитетна апликација. Предигра. Првиот и главен предуслов е во очи е можноста. Во превод да си постојано топ информиран, не само кога и каде настапува Imagine Dragons или пак кога, каде и со кого игра Реал Мадрид. Веќе тука е важно да го следиш Star Study и други портали, инстаграми или пак групи каде што секојдневно се објавуваат повици за стипендии и пракси. Внимателно проучите ги упатствата и критериумите. Секоја стипендија или пак програм има своји правила. Не ги прескокнувај ситните букви. Прво провери дали воопшто ги исполнуваш условите. Запиши ги роковите и листата на документи што ти се потребни. Истражете го универзитетот, компанијата и самата програма. Во вашата апликација треба да покажете дека знаете зошто постои програмата и која е низината цел. Персонализирај го мотивациското писмо, заборави на копи-пейст и генерички текстови. ChatGPT може да ти помогне да ги обликуваш твоите идеи, но содржината мора да биде твоја. Пишувај конкретно, зошто те привлече токму оваа програма, како се вклопува со твоите цели и што можеш ти да придонесеш во тимот или заедницата. Покажете ги вашите достигнувања и вештини. Наведете примери од училиште, од коледж, волонтирање или пак работа. Поврзете го она што програмата го бара со тимската работа, истражување и лидерство. Покажете мотивација, но бидете реални. Ентузијазмот е одличен, но покажете дека знаете дека постојат предизвици и дека сте подготвени да се справите со нив. Приложи квалитетни препораки. Одбери луѓе што навистина те познаваат и имаат кредибилитет. Професор, ментор, шеф. Прашај ги навреме и испрати им информации за програмата. Понекогаш дури ќе побараат ти да го напишеш нацртот, па тие ќе го доработат. Пишувај јасно и професионално. Ако апликацијата има граматички грешки, тоа ти е автогол. Затоа е добро да ја проучиташ неколку пати и да дадеш на некој друг да ја прегледа. Истакни го твојот придонес во програмата. Организаторите сакаат да видат дека ќе го пренесеш знаењето на други или пак дека планираш да останеш во таа компанија и понатаму да се развиваш. Не чекај го последниот момент. Сите сакаме да одложуваме работи, но апликациите не се за последната минута. Ако оставиш се за на крај, нема да освариш ниту 10% од она што си го замислил. Затоа почни навреме и исполнирај ги сите чекори. Твојата пријава треба да покаже кој си ти, не да биде само шаблон. Ако твојата пријава звучи како ChatGPT верзија, нема да стигнеш далеку. Зачувај ги овие 10 совети, погледни ги и другите супер корисни стар видеа и следи го Star Study каде што веќе те чекаат повици за стипендии и пракси.